Tipska Toska i obели образна Македонија на фестивалот Фолк Кантонјета што се одржа во Португалија. Настапувавме со повеќе сплетови, помеѓу кои тоа беа водарки. Имаме скопско, потоа исто така имаме егиски. Исто така се настапивме исто вранска свита. Имавме по три настапи во денот по 30 минути и мислам дека добро се држевме, иако доста беше напорно. Македонскиот фолклор Тоска го презентираше заедно со играорци од повеќе држави од светот. Во кој учествува и од Русија, Шпанија, Турција, Португалија, Полска и така натаму. Како и секогаш досега, и овој пат убавината и богатството на македонскиот фолклор никого не оставија рамнодушен. Ние достојно го презентиравме нашиот фолклор и достојно презентиравме нашата Македонија и секаде на секои концерти имаше голем одзив, имаше полни, мислам, и сали и летни бавчи. Нашиот фолклор е многу интересен, затоа останавме еден ден повеќе од сите други. Сепак ние го цениме фолклорот и со тоа го представуваме и во останатите држави. Ансамблот Тоска е еден од ретките фестивали кој во исто време има 2, а некогаш и 3 екипи на меѓународни фестивали. Ако сублимираме дека ансамблот Тоска прави резултати, нели прави гостувања, едно друго мораме да го ставиме тоа е врз база на квалитетот кој го прави во оваа сала, значи овде каде што се ствара квалитетот, за да потоа биде презентиран на светските фестивали. Ансамблот Тоска зад себе има 70 годишна традиција. Во него членуваат околу 200 членови распоредени во повеќе групи. Најмладиот член има 6 години, а најстариот 70.